Почитувани присутни, здравето пред се беше реченицата која што ја кажа во моментите кога беше поставено прашањето за важните политички случувања и изборите кои требаше да се случат во април. Јас сум се уште на овој став, но проблемот е што владата кон ова се однесуваше како кон чиста флоскула, а во позадина се одвиваше вистинска канонада на случувања кои говореа дека се глуми изнасилена нормалност, основана на нездрави основи, кои овие денови гледаме дека завршуваат со класична капитулација. Се што крева во височините, прикажувајќи го како лажен успех, видовме дека се враќа како бумеранг, соочувајќи не со грдата реалност. А реалноста е дека луѓето се препуштени самите да се грижат за своето здравје и дека системот не само што потлекна, туку е збришан од политички диктати, примеси на суети, дворски игри и желбата да се клекне државата. А сето тоа се прави во обид да се спасат неколку луѓе од одговорност. И така целата држава. Сите ние станавме заложници на лудоста во пресметливоста на Зоран Заев за избори и тесен пораз. Личните амбиции на Спасовски и преголемата желба за пиар на пар други министри. Одма да споменам. Навистина за мене е несериозно да се препукуваме преку социјалните медиуми или да си пишуваме статуси и прозиваме преку портали со лидерот на власта, господинот Зоран Заев. Затоа што имаме многу посложена состојба од тоа, оваа тема да ја претвориме во политичко препукување или во детска игра на обвинување. Се работи за животи на илјадници луѓе. Стотици семејства кои во овие моменти треперат на своите најблиски зафатени од овој смртоносен вирус. Но мора да ја кажеме работите. Реално и онакви какви што се. Луѓето со право се прашуваат зошто седеле дома повеќе од 2 месеца кога вака власта дозволи, поради брзи избори, да глуми нова нормалност и да ги изложи сите граѓани на нов ризик. Но и во право со оние кои се чудат како е можно вака ноншалантно веднаш да заборави власта на ризиците, мерките, карантините, само во функција на налог кој ќе го добие од Зоран Заев да глумат дека се е нормално. Патем, ние сме единствената земја во светот која веќе го живее новиот бран на COVID-19 вирусот, која е последица на лошото менаџирање и политичкиот притисок на еден човек. Ке ја потсетам само на оние надри медицински пресметки на Зоран Заев кога точно ќе почнал вториот блан, како се имал под контрола и се така, како нему му одговора наспроти реалноста и бројката на ново заразени, која постојано звонуваше и се зголемуваше. Кога предував на сето ова, Зоран Заев игнорираше. Секоја моја критика, која и тогаш и сега е иста и издржана, завршуваше од власта со етикетирање дека ВМРО-ДПМН бегало од избори и дека состојбите биле под контрола, неваре системот не може да биде размишан во состојба кога гледаме како целиот буквално пред очи ни се распаѓа. Се потврди секое мое стравување дека недоволно се штити народот од корона и дека се пристапува премногу политички и непрофесионално. Овде не е стравот од избори во прашање, туку стравот за животите на граѓаните со кои Зоран Заев се коцка барајки го својот спас од одговорност. Морам да кажам дека многу сум разочаран од Комисијата за заразни болести и нивните проценки. И да, точно е, јас, а и целата јавност, на почеток безрезервно дадовме поддршка на нивната работа, затоа што верувавме дека се водат по Хипократовата заклетва, ама се покажа дека тие се водат по Заевовиот диктат. Повеќето се директори поставени од оваа власт, предводени од докторот со политички амбиции Караджовски. И може да се каже дека во најголема мера ги сервисираат потребите и барањата на Бихачка и Заев, наместо потребите на системот кој не покаже отпорност кон оваа деликатна здравствена ситуација. Затоа мора да биде разрешена оваа комисија и да се формира тело од непартиски професионалци кои нема да се водат од политички, туку исклучиво здравствени
интереси на граѓаните. Нам ни треба систем со доверба и професионалци во кој народот ќе биде сигурен. Ке кажам во приложение збор 2 из она салто мортале кој го прави Зоран Заев и промена на реториката за 180 степени каде од фалење дека најуспешно се справувале со кризата. Сега вела дека виновен бил народот. А тук таму, Наке, јас, за да биде целото бегство од одговорност комплетно и истата да се префрли на друг и сето тоа да добие политичка примес. Би рекол какво само подценување од Заев кон народот и оживување на она нивна, позната за СДСМ теза, препознатлива, дека народот греши. Вистината е дека не е виновен народот, туку лошо водениот систем. А Наке Чулев е професионалец кој спроведува одлуки од владата и за жал од онаа политизирана комисија за заразни болести. Работата на Чулев не е да му се допадне на Заев. Тоа најмалку и на него и на мене ни е потребно. Туку да брка криминалци и спроведува закони. Е тука Зоран Заев има вистински проблем и со мене и со господинот Наке Чулев. Би посветил внимание да внимаваат и би ги советувал во нападите кон припадниците на Министерството за внатрешни работи. Пред се затоа што тоа е напад на 10.000 припадници на Министерството за внатрешни работи, кои пожртвувано и храбро беа на улиците кога ограничувањето на движењето на граѓаните беше во сила, одржувајќи ред и мир и ризикувајќи ги своите животи. Само ќе потсетам и на редицата други предизвики за овие луѓе кои 66 дена беа во првата линија во борбата против COVID-19 вирусот. На тоа дека Заев, мислејќи дека со измама ќе добие албански гласови, сакаше да провоцира проблем со полицијата за време на Рамазан Бајрам, како и седењето 48 часа дома затоа што било опасно. Ако е заврши со отварање на рестораните и укинување на полицискиот час ден потоа, затоа што според власта се средило. Па потоа гостите во истите тие ресторани беа виновни. Политизацијата на литијата во Струга, а да не зборам и за онаа неразбирлива мерка за превоз на пензионерите, ризикувајќи ги нивните животи, како и редица нелогични одлуки. Да не се релативизираат работите затоа што тие се премногу сериозни. Ова е нечестна игра на Заев со човечки судбини која за жал станува побрутална. Од власта да престанат да лицитираат датуми за избори затоа што приоритет број 1 е здравјето на граѓаните и заштитата на стандардот и ништо друго, ама баш ништо друго. Мора да се носат одлуки кои нема да бидат под импресија на тесно градени интереси, туку како последица на разум и мудрост. И сосема на крај, кога го отворив проблемот дека малку се тестира, затоа што излозот е масовно тестирање, бев брутално, повторувам, брутално нападнат. Кога кажав дека земјава најлошо се справува со COVID-19 и е на врвот во регионот по смртност, излезе ресорниот министер да каже дека тоа не било точно и дека јас не ја говорам вистината. Кога по лидерската капендаровски се извинив на жртвите од COVID пандемијата затоа што ние збориме за избори кога 20-тина имаме ново заразени на дневно основа, Заев лицемерно се изнасме. Но се што кажав се покажа за точно. Затоа нека не ги повторуваат грешките кои ни се повторуваат како фарса. ВМРО ДПМН е различно. И има зошто граѓаните да му веруваат на ВМРО ДПМН. Остануваме заедно со народот да ги пребродиме овие сериозни моменти. Ке предлагаме мерки кои се сериозни и издржани и се ставаме целосно во заштита на здравјето на граѓаните со сите наши сили. Ви благодарам. Ако има дополнителни прашања, стојам на располагање. Јас дадов одговор на вашето прашање во самата пресконференција, но ќе се обидам да бидам попрецизен. Се чувствувам непријатно да зборувам за дати за избори во услови кога само во изминативе денови имаме рекордна бројка на ново заразени, почетоци на вториот бран на коронавирусот, кој што никаде во светот не е забележен, и на дневна основа имаме по неколкумина мртви. И ќе бидам брутално искрен.
Често пати ја слушам онаа теза како ја повторуваат во јавноста дека морало да научиме да живееме со коронавирусот и дека тоа ќе било дел од нашиот живот. И да, се слагам. Мора да научиме да живееме со, за жал, овој вирус кој што ете ја зафати нашата држава. Но да научиме да живееме кога на дневна основа ќе имаме по неколкумина заразени и ниту еден кој што ќе го загуби животот. Јас не можам и одбивам да научам да живеам со коронавирусот, а при тоа дневно да имаме неколку десетици ново заразени и неколкумина кои што ќе ги загубат животите. Туку ќе сторам се како политичар и граѓанин пред се на оваа држава и професор кој што учи млади луѓе како понатаму да се однесуваат во животот, да се борам и да се справам на најдобар можен начин со оваа пандемија која што не задеси. Ние не сме циркузанти да бидеме во циркус и да бидеме луѓе кои што некој ќе се смее на нашите вакви или такви настапи. Ние мора да сме сериозни. Ова се сериозни времења. За жал, несериозни луѓе имаме во најсериозната институција, тоа е владата, за да се справи со сето ова кое што изминативе неколку месеци не зафати. ВМРО-ДПМН е подготвено за избори кога и да се случат тие избори. Математиките на Заев, диктатот на Заев и исполнувањето на желбите на Заев преку Спасовски навистина се надвор од фокусот на вниманието на ВМРО-ДПМН и во овој момент се чувствувам непријатно да зборувам за било каква дата за одржување на избори, кога се уште броиме мртви на дневна основа по 3-4 и кога се уште броиме ново инфицирани на дневна основа по 30, 40, 50, како што беше вчера. Ајде да живееме со вирусот, но да живееме кога на дневна основа ќе имаме по неколкумина заразени и ниту еден кој што ќе го загуби животот. Да, тогаш се слагам дека можеме и треба да научиме да живееме. Но одбивам да научам да живеам со вирусот кога на дневна основа ќе имаме 40-50 ново заразени и 3/4 кои што ги губат животите. Таа смешна флоскула нека задржат за во циркус и таму нека се обидуваат да ги забавуваат тие кои што им аплаудираат. Ова се сериозни времења и бараат сериозни луѓе со сериозни идеи, визија и стратегија, а не купи ден продај политика. Не, јас ќе се вратам неколку месеци наназад, после онаа средба кај Спасовски во владата, чинам дека беше 12 или 13 март, кога рековме веднаш подитно да се бараат средства затоа што работава ќе биде многу сериозна. Тога се сеќавам бев демантиран од владата, ресорните министри, од господинот Спасовски, дека они воделе сметки и дека сега немало потреба од никакви мерки. Буџетот бил ликвиден, блескаме и така натаму, за да недела дена потоа видовме како излегува со апокалиптични сценарија, дека банкрот ни се подготвува и така натаму и така натаму. За да еве 3 месеци потоа, ние денеска зборуваме за околу 700 милиони евра бруто износ кој што владата го обезбеди преку евроврзница. До нас стигаат информации дека истата само за 2 дена е препродадена и дека тој што ја препродал од прилика некаде околу 0,45-0,5% поени остварил профит или тоа е некаде 21 милион евра на сметка на граѓаните, но за тоа еве вие сте сите искусни новинари и отварам оваа тема ете да ја консултирате и ресорната министерка и подпредседателот во владата за економски прашања заложен да ви одговорат дали ова што го зборуваме точно или не е точно. Но ако е точно е страшно затоа што 21 милион ги чини граѓаните само што не почекаат 2 дена од тоа што ја набавија таа евроврзница. Настрана тоа што треба да платиме 117 милиона евра камати и прашањето е зошто ги имаме најлошите услови убедливо ците и зошто само на 6 години се издаде ова евроврзница. Но за тоа ќе ви одговорат предпоставувам надлежните. Да, истовремено добив и таква информација дека од страна на Европската комисија е обезбеден заем од 160 или 180 милиони евра, точно сега не можам да се сетам. Делот тој заем ќе пристигна некаде таму околу втората половина на јули месец. Останатиот дел од заемот е врзан со структурните реформи, кои што ценам дека оваа влада нема никаков капацитет да ги спроведе, така што јас би зборувал за сега и веднаш околу 80
милиони евра кои што би стигнале до јули месец, но сето ова е помалку од оние 1 милиарда и 50 кои што се потребни на Македонија за до крајот на годината да нема проблеми со ликвидност. Односно, тоа се средства кои што се потребни на нашата држава од 1 мај до 31.12 за да го покрие буџетскиот дефицит по основ на планираниот дефицит и по основ на оние помали примања приходи кои што ќе стигаат во буџетот во периодот кој што следи, но истовремено задолжување поради раздолжување. Тука не се опфатени мерките тука не се опфатени во оваа сума мерките од COVID-2, COVID-3 програмата кои што дополнително ќе го оптоварат буџетот, така што за да ја одржиме макроекономската стабилност, за да нема кратење на платите како што тоа го планираше Зоран Заев и го најави на пресконференција, за да нема намалување на пензиите, ќе бидат потребни барем уште отприлика за нормално функционирање од 350 до 400 милиони евра за до крајот на годината. Врз основа на таа математика која што имаме ние расположива сега, тоа е она математика која што и вие гледате и која што е јавно достапна. Условите и начинот на кој што се обезбедени овие средства, тоа е друга тема, но ние покажавме дека сме различни. Споредено со СДСМ во минатото се сеќавате кога се издава евроврзници, се пишува, се кога дошеше државата, владата, се пишуваа писма по светот, се нарушуваше имиџот, тоа ги чинеше граѓаните десетици милиони евра по голема камата. Нашиот представник во Министерството за финансии, техничкиот заменик министер, ги потпише, ги поддржа сите досегашни заложувања затоа што цениме дека во овие тешки моменти потребно е тие средства да завршат онаму каде што се најпотребни, а тоа е во стопанството и во реалниот сектор. Тоа што овие средства владата се обидува да ги пренасочи во обид за подкуп на граѓаните пред избори, тоа е друга работа. Но и да се обидуваат, и да подкупуваат, се што сакаат нека прават, кога и да се случат тие избори, ќе видат како тоа ќе им се врати од глава по принципот на онаа веќе нивна позната максима трас. Врз основа на информациите со кои што јас располагам, господин Наке Чуле има исклучително големи потешкоти за нормално функционирање. И врз основа на сето она кој што јас го имам како информација, даваат надчовечки напори со неколку кумина кои што се дел од неговиот кабинет да го спроведат она што го спроведуваа изминатиот период. Но да, ако ме прашате за прв пат можеби, се случува да не се почитуваат хиерархиски наредби. Но за тоа треба да бидат информирани органите кои што се надлежни за тоа и треба да е свесен секој кој што се одлучил да почитува партиски наместо наредби од страна на претпоставен посебно во министерство како што е Министерството за внатрешни работи, дека ќе има и одговорност. Така што јас сум го кажал тоа често пати во минатото, секој бира и самиот за себе одговара како ќе се однесува и што ќе прави во животот. Има луѓе кои што одбрале да бидат полицајци, да бидат доктори, да бидат професори, занетчи и така натаму, но има и луѓе кои што одлучиле да бидат и од онаа страна на законот и кои што рекле ако не ме фатат, добро е ќе си го помина животот, но ако ме фатат треба да се свесни дека треба и ќе сносат одредени последици за сетото. Така што секој одговара за сопствените постапки. Прво да кажам дека очекувам одлука која што од денеска веќе од кога ќе се донесе варената состојба ќе имате брифинзи каде што ќе викаат изборите сега ќе бидат на 5 јули. Тоа значи дека таман се направени 14 дена, за да они се повикаат на ние 22 дена, кои што велат дека се доволни според ДИК и да речат еве на 5 јули ќе имаме избори. Така што не очекувам дека председателот Стево Пендаровски ќе рече нема да ви дадам 14 дена, туку еве сега ќе бидат ценам дека треба 30 дена да има, па ќе ја продолжиме варената состојба, иако вчера имавме
52 ново заболени со четворица, потоа коригирано беше 5 мина кои што го загубија животот. Завчера пред 2 дена имавме 38 со тројца, претходно имавме исто така 20 и нешто со тројца и така натаму. За многу помалку воената состојба беше 30 дена продолжена. Сега очекувам дека ова математика која што ја склопиле, ја составиле и од денеска ќе почнат нова реторика. Прво бе 14 јуни, па 21 јуни, па 28, сега ќе биде 5 јули и тоа ќе биде денови наместо да зборуваме за здравјето на граѓаните, за мерките, како да не ни се случува да ни умираат по неколкумина и по неколку десетици да се заразуваат. Ние сега ќе се занимаваме со тоа. ВМРО бегало од избори, а СДСМ бил тој кој што ќе оди на 5 јули на избори. Ете, тоа отприлика не очекува деноните и не очекувам дека нема да биде прифатено, не очекувам дека нема да биде прифатено 14 дена, ќе бидат прифатени. Инаку јас го кажав тоа и во текот на вчерашниот ден и во текот на денешниот ден, дека после ова што ни се случи со овие нови 52 и со за жал четворицата кои што ги загубија животите и оние кои што ги загубија пред нив, ние сме држава во регионот со најголем број починати луѓе, најголем број заразени и така натаму. Први сме на оние непопуларни ранг листи и сега си го поставам како човек, како граѓанин во оваа држава прашањето, кога седат оние луѓе во таа комисија за заразни болести и кога на неколкумина заразени 0 починати предлагаа рестриктивни мерки и практично ги држаа луѓето во сериозен карантин, прогласува ворена состојба од 30 дена и истите тие луѓе кои што вчера при 32 заразени и четворица кои што починани убедуваат дека размислуваат за повторно воведување на мерки. Кога се повикуваа на хипокрит? Кога ја носеа првата одлука или сега, вториот пат кога размислуваат? Апелирам до нив. Сепак на крајот од денот сте доктори. Овие луѓе ве ишколувале, ви овозможиле бесплатно да се школувате, да завршите медицински факултет и да се грижите за здравјето на граѓаните. Не да се грижите да ги исполните желбите на диктатот на Зоран Заев. Постапувајте според заклетвата која што сте ја положиле. Еден апел до нив, која ќе се погледаат во огледало и која ќе носат одлуки, да носат ваква одлука. Нека го заборават диктатот на Зоран Заев. Затоа што животот ќе продолжи и после оваа влада на Зоран Заев. Ќе треба да се сретнеме по улица и ќе треба да се погледаме во очи. Некој ќе ведне глава и ќе трга поглед. Тие се доктори и треба докторски да се однесуваат. Не може еднашка вака, втор пат по потребите на СДСМ вака. Треба да разберат дека ова не е игра. Ова се сериозни работи, луѓе животи губат. Луѓе се збогуваат со најмилите. Фамилии во црно се завиткани. И ова не е желбата на Зоран Заев. И јас не сакам вака да научам да живеам во животот со корона. И ќе се борам се додека можам да се спротиставам на овој начин на навикнување на живење со короната. Така да сумирам, да, очекувам да ги прифатат овие 14 дена, ни ден повеќе, ни ден помалку. Па не знам, јас мислам дека ова прашање е добро да го упатите во Министерството за внатрешни работи, претпоставувам дека ќе ви дадат. Да, и ќе продолжам да ги фалам. Јас и па видете, не, јас, видете, моите лични чувства и емоции се моја лична работа и се трудам во работата да не ги мешам. Да не ги мешам во работата и затоа ќе се обидам да бидам многу директен во одговорот кон вашето прашање. Да, сакам да ги пофалам припадниците на Министерството за внатрешни работи, исто како што сакам да ги пофалам и здравствените работници, оние лекарите, медицинскиот персонал, исто како што сакам да ги пофалам и сите
да речеме новинари кои што ја следеа оваа работа, која што ни се случуваше изминативе месеци, изложувајќи ги своите животи, камермани, сите оние кои што беа присутни во супермаркетите, во банките, во штедилниците, сите оние кои што на дневна основа овозможија државата како така да функционира, но истовремено сакам да ги пофалам граѓаните кои што во најголема мерка го почитуваа она кое што беше зададено како задача од страна на оваа техничка влада. Јас ќе ви кажам, патував низ Македонија кога можев нормално и кога имав можности. Еве конкретно ќе ви кажам, бев гостин, да речеме, на една телевизија во неделата, која што не е во Скопје сместена, туку надвор од Скопје, сместена во Тетово, и апсолутно се уверив дека ограничувањето на движењето се почитуваше без никаков исклучок во периодот кога поминував низ градот и кога одев до таа телевизија, тоа е некаде помеѓу 19 и 19:30 часот во неделата, и кога заминував од градот, тоа е некаде околу 22 часот. Буквално Тетово беше празно и јас Тетово не го бев видел попразно од тогаш тој ден. Така што истовремено им симнувам капу и на граѓаните што заедно излегува многу поодговорни и позрели и посвесни од сите политичари заедно, вклучително и мене, сите буквално, кои што покажаа свесност и одговорност во најтешките моменти. А за жал имаше такви политичари кои што наместо да покажат свесност, одговорност и државност во тие моменти, гледа како да спечелат по некој политички поен. Тие акробации нас денеска не чинат 52 вчера и 4 починати. Тие акробации. Ако и тие се однесуваа така свесно и одговорно, немаше тоа да не се случи. Благодарам. За политичарите, многу бев прецизен. Благодарам. Да? Апсолутно, јас би седнал на секаква лидерска средба каде што ќе се разговара за здравјето на граѓаните и зидината на државата. Апсолутно.